во чест на вашите сограѓани од Ваташа 12-тината деца што се убиени, да би се вклучнаме во договорот и во се. Овие луѓе што го зборуваат ова се за лечење и тоа знаат каде, од Емирхисар. Денеска собранието тргна од онаму каде вчера застана, дебата на емоции, лични навреди, омаловажувања и многу уништена хартија. Ова информација, јас, Благица Ласовска од Свети Николе, никогаш нема да ја поддржам. Апсолутно, ова за мене е памфлет, ова е срам за Македонија, срамота. Атмосферата на политичка нетолеранција беше дополнета со свирежи и вувузели за време на настапите на претениците од мнозинството. Кукавици, ксенофоби и криминалци. Можете да урлате и да свирите колку сакате. Ние ќе продолжиме по европскиот пат на оваа држава, притоа зачувајќи го македонскиот јазик и сите особености на македонскиот етнички идентитет. Поради вревата во собраниската сала, клучната порака дека ќе одат докрај со францускиот предлог, социјалдемократите ја пратија од прес-центарот. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ ниту интересира Европската Унија, ниту сакаат во Европската Унија. Тие сакаат да се вратат назад во времето на Никола Груевски, да не затворат назад во минатото, да не заработат без иднина и без припадност на Европа. Со почетокот на преговорите, државата оди напред. Нема враќање назад во режим, изолација. Додека во собранието се водеше дебата, најчесто со несоодветен вокабулар, пред парламентот повторно беа собрани демонстранти. Секако дека демократското право на протест е врв во една демократска држава и тоа право треба да се искористи, меѓутоа без насилство, без вандализми, затоа апелирам до сите граѓани, до политичките субјекти на свесност, на одговорност во овој дел. Денеска и во Брисел се одговараа прашања поврзани со Северна Македонија, главно до објаснување на вчерашниот настап на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, во кој таа јасно порача: нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. Изјавата на претседателката значи тоа што значи, односно таа зборуваше за јазикот кој го користат граѓаните во Северна Македонија, кој го нарече македонски јазик. Среде протести пред собранието и сала преполна со транспаренти, фон дер Лајен вчера прати уште една клучна порака. Европа поминува низ големи геополитички премрежија и со прифаќање на францускиот предлог, Северна Македонија треба да ја зграби можноста за конечно отворање на пристапните преговори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.